Поздрав до Димитар Георгиев, екипата на Екстра Ексклузив е секогаш тука да ги следи неговите успеси. Ние во многу минати изданија на Екстра Ексклузив сме зборувале за табу темите, односно за темите за кои што луѓето баш и не сакаат многу да разговараат. Една од тие табу теми е секако и сексот. Во прилогот кој што следува, Виктор Апостоловски и Јана Бурчевска, еден од најпознатите естрадни парови, зборуваат токму за тоа, за секс. Младите се секогаш наша таргет група. Веќе зборувавме за табу темите кои во секој општество се забранети поради уверување дека се неморални и непристојни, да се зборува за нив и се поврзуваат со човековото однесување. Сексот и понатаму е табу тема во нашето општество. Разговаравме со Виктор и Јана. Тие велат дека меѓу младите сексот и понатаму е забранета тема. Мислам дека е дефинитивно табу тема се уште во нашата држава, за жал. И мислам дека е крајно време да се тргне таа граница умствена и да почне да се разговара малце повеќе, бидејќи сепак е нешто, ако не и најубавото нешто во животот. Мислам дека и по мене малку се познава дека е табу тема, затоа што и јас сум од оние на кои не им е најкомотно да разговараат за сексот. Особено не пред камера. На мојата Facebook фан страна, првите фотографии што ги поставивме од кампањата, има многу малку лајкови, а инбоксот ми беше полн. Значи, срамота е да се лајкне нешто официјално, ама ако е скриено е во ред. Тоа е баш опис на ситуацијата во државава, мислам во ова прашање. Така да се уште се срамат и се надевам дека до крајот на оваа година ќе барем малку ќе поттикнеме на разговор, бидејќи нема подобра едукација од разговорот. Барем јас така мислам. Најчесто ако треба да се прекрши некоја табу тема за разговор, младите за тоа ги бираат пријателите, а не семејството за соговорници. Дефинитивно со другарите. Мислам, јас лично не познавам, немам другар што разговарал со родителите на таа тема. А вака другарски сме разговарале многу пати. И сметам дека општо секој така се осеќа посигурен со свој врстник отколку со некој постар. Зошто е тоа така? Не се слободни со родителите? Па веројатно е некој страф, срам, не знам, некој сепак кога се работи за родител е некој поинакво чувство во прашање. Не знам како би го формулирал. Ама е сепак по-тешко да се разговара со нив. Во секој случај би ги одбрала другарките, женски род, пријатели од женскиот пол. Имам и кај нив дури правам некои разграничувања, не можам баш со секоја другарка да разговарам, до тоа меѓутоа имам 2-3 со кои што сум по-опушта. Мислиш ли дека тоа се должи на тоа што не се доволно едуцирани младите во врска со сексот? Па не сметам дека едукацијата има луѓе кои што се многу информирани на темата, меѓутоа постои тој срам некој кој што не им дозволува да се опуштат и да разговараат. Во нашето образование многу малку се посветува на сексуалната едукација на младите. Конкретно на оваа тема не имавме некој не беше дел од редовна настава, тоа не постои во програмата, меѓутоа имавме некои си предавања за промените што се случуваат во телото, односно ние пубертетлиски муабети, но мислам дека ќе биде многу мудар потек да се воведе едукација на оваа тема, затоа што веќе и во многу земји на запад е тоа практика. И колку што имам слушнато од релативно млада возраст ги едуцираат децата на она што им предстои. Виктор и Јана заедно се веќе 3 години. Велат дека со разговор најдобро се надминуваат проблемите. Па, оние општо прифатливи состојки се дел од рецептот за добра врска, нели? Доверба, лојалност, почитување, трпението на Виктор пред се. Јас би рекол искреноста е најбитна. Мислам, кога си искрен и кога знаеш што сакаш всушност, е многу лесно да обстоиш. Јас сум Јана. А јас сум Виктор. Вие гледате Екстра Ексклузив.